Не тоа не го правев ја ради да се експонирам надвор, него по некоја случајност ова техника и овие слики што ги работам се прилично скапи. И јас за мене да правам слика една, значи треба да дајам баги пари, да кажеме 200-300 евра, за мене да си ја правам сликата. Сега глупо е многу да се збори за колку материјал се дава за една слика. Но тоа е факт. Но е факт е да бидеме реални за ситуацијата која е. И овдека не може да ги уночам сликите. А едно време можеше до 90-та година, неде до 90-та година можеше. Например, имав изложби на републичко ниво, ме пратија Титоград, Никшич, Херцег-Нови, Тиват, па ме тераа да идем за Сплит, ја нема време, тогаш се јави Дојч банка, дојде во еден ресторан, имаше во Скопје мои слики и тој вториот човек на Дојч банка. Тамо бил гостин у ресторанот и ги видел сликите и ама, кој е овој човек што ги работи овие слики? И ја тамо бев чест гостин у ресторанот, тука ми беше близко ателјето до ресторанот, а и интериерот ја го работев. Покрај сликите ја работам и интериери, ексклузивни интериери кои на жал не може да ги презентираме, да ги донесеме да се видат. Иначе по цел свет имам работено повеќе на интериери и сликите ги чак покланјав тамо. Ако требаше не да се направи нешто, сега му фали слика. Тука ја правев сликата и ја давам тамо поклон. Али на интериерите Зашто станува збор? За мурали ли? Не. Интериери ексклузивни со мозаици, Ја работам со многу техники. Многу техники, за разлика од многу уметници. Ја имав фамилијарно, татко ми беше молер од старата генерација на молери и од него прво научив некои работи од она време на молери кои работеле со природни бои, значи од тука почнува со бојата да се занимавам, да играм и многу техники од тамо ицрпев, кои не можеш да ги научиш у школа или не постојат као техника така. Али има и тајни има тамо во тие техники, ја ги совладав и ги користев после на свој начин. Ги трансформирав на свој начин. Значи, ја може да работам некои 200 врсти на релјефи. Значи, 200 врсти, различити релјефи, рустики, кои се импозантни, например, витражи, мозаици работам. И имам решение, едноставно решение, и ми дозволува да луѓе, например, на Бахами јам работам. Тамо имаше случај да напишеш чак бланко чек. Да, сега како да напишеш колку ти пари треба, како ќе напишеш. Чак и у тој случај помалку земаме пари него од колку што треба. Да, бланко чек. Тука веќе се губиш, не можеш да те пресекува. Знаеш, еве ти напишеш ти цена. Што се мота во умот тој момент, да не сум алчен, да не излезам во очите на работодавецот? Баш тоа. Знаеш, тука некоја суета, знаеш, како ќе искочиш пред очите на човекот. Работата уред, од сега не знаеш дали парите не му значат на тој, например.